И танец водете, и на дупка гледајте. Чита Александар Станојков. Едно време беше му се настрлил еден мачор на едни глувци да јади под еден амбар. Од која виделе глувците отики крди са мачоро, се собрале на едно собрание и сториле мезлич глувците да не излегуваат од дупките надвор. Од која виде мачоро оти не излегувал ниту еден глушец од дупка, му текнало оти имаат собрил како да не излегуваат. Пресапил мачорот еден марифет за како да излажи да излезат надвор. Се облекол во едни кауѓерски алишта, зел едно рало броеници и отишол кај амборот и почнал да ја трлат броениците и да се моли богучи на ики метании. Во истото време излегло едно глувче надвор на дупка и го видело мачорот кај чини метании и тргат бројници. Се вратило назад и му кажало на глувците. Едно чуле глувците, отрчале да видат дали е вистина. Кога и видел мачорот и го гледаат од дупките, ватил да се моли метании да чинит и да му велит на глувците да си излезат и да си јадат пченица од под амбаро. Излезете си глувчиња и глувци стаори, му рекол. Од јас сум веќе аџија, нема да ве јадам, чунќе од сега јас ќе си постам и тревица ќе си пасам. Кога го видоа пустите глувци мачора да подбелува со очите и да чини метани и трева да паси, пуштија неколку глувчиња да појдат до него да видат дали не ќе јади. Отишле до него и тој погалил малку и поканил да си појадат пченица од под амбар. Кога видоа друзите глувци од дупките, се натрчаа едни да јадат пченица, а друзи да му кажат на сторитот и мачорот се покауѓерил и аџија се сторил. Дошли и тие до крај дупките и го виделе. Арно ама стаорите како поитри не излегувале од дупките. Мачорот му се таксувал оти не е чаре веќе да илоит, само ако направат сите по една вечера и да му дојдат со неа за чест да му сторат, дека си дошол од аџилак, како што му оделе на сите аџии. Ама вечерата да била посне. Се поворивале пусти глувци и му дошле со вечера, откако да се смират со пустио мачор и да си живеат. Арно ама, глувците друго думале, а мачорот друго. И откоја вечерале пред мачорот, и натерал да поиграат едно оро, да после да си одат. Рипнале глувците и се ватиле рака за рака, да тргнале да играат оро. Еден стар стаор стоел близу до дупка, чунки не па да се верувал на мачорот, чунки неколку пати бил фатен од мачори и му куртулисал. Глувци, вие стаори? Му рекол со низок глас. И танец тргајте или водете и на дупка гледајте. При се што пополека стаоро му рекол, мачорот чур и веднаш му се пуштил по нив и доколку могол издавил. Од тога веќе и ден денеска се пизма мачоро и глувците.